Почитувани гледачи, добар ден. И јас сум Сања Димитровска, ова е Добриот доктор. Денеска ќе зборуваме за трансплантација на рожница. Кога доаѓа до сериозно оштетување на рожницата и кога трансплантацијата е единствено решение за спас на видот. Колку трансплантации на рожница досега се направени во земјата, колку пациенти чекаат? Мојот денешен гостин со кој ќе разговараме на оваа тема е професор доктор Христијан Дума, офталмолог од клиниката за очни болести. Доктор Дума, добре дојдовте во Добриот доктор. Фала на поканата. Веќе еднаш зборувавме на оваа тема, меѓутоа нели што беше и поводот за сите оние кампањи кои што ги прават здравствените власти за подигнување на свесноста за органодонорството, исто така беше акцентирано дека нели се прават кај нас поинтензивно овој период и трансплантации на рожница. Па еве, колку досега всушност трансплантации на рожница се направени овие месеци и како се чувствуваат пациентите? Трансплантацијата на рожница е најчестата трансплантација што се извршува на планетата. За среќа, процентот на успешност на трансплантација е прилично голем, заради тоа што е аваскуларно ткиво, каде што нема имунореакција, нема типизација, нема компатибилност и не треба да се прави мечинг. Кај нас во оваа тура се направени 26 во два наврата, 26 пациенти, кои што се направени со класична перфоративна кератопластика, што значи трансплантација во целата дебелина на корнеата, каде што се прави перфорација на булбусот, значи пресекување на булбусот и трансплантација. Но и за среќа со екипата која што дојде да ни помогне повторно да ја воведеме техниката, ни донесоа и две техники за да ги започнеме ние тука, каде што нашата екипа е веќе поодамна доволно тренирана, бидејќи овој процес не е една недела, него се години процес на едукација. Ги воведовме техниките на ламеларна трансплантација на ендотел, кај што е дисек и димек, каде што се менува делото од корнеата и нема потреба да се направи целосна перфорација на корнеата, што значи нема целосна дебелина на пресекување на ткивото, или ние го викаме full thickness кератопластика. Тоа се двете најмодерни техники во светот и се нај-ин. И за среќа ги почнавме и тие техники да ги работиме. Пациентите се по глобала добри. Она што нели сите сакаат да го знаете, колку всушност оваа трансплантација на рожница го промени квалитетот на живот на овие пациенти? Кератопластиката има неколку степени на индикација за операција. Првата најрадикалната се вика тектонска, кога кератопластиката се прави не за толку да ја зачуваме видната функција на окото, него пробуваме да зачуваме интегритетот на окото за да имаме око како орган. Така. Заради тоа што во известни ситуации, известни заболувања доаѓа до топење, перфорирање, оштетување на ткивото, каде што не може да се репарира, и во тие ситуации, ако ние не го трансплантираме ткивото, окото го губиме како орган, што значи пациентот е анофталмичен, нема око. Ќе треба да дојде до ситуација кога ние мора да го страниме окото. Втората ситуација кога ги имаме тие умерени оштетување на видот, кога пациентот има некако вид, но е нефункционален. Настанува поради X компликации кои што понатаму може да ги спомниме. Тие се со најдобар резултат, заради тоа што им ја враќаме функцијата. И имаме една група која што се со умерено оштетување на видот, но имат заматување каде што нив им смета во секојдневниот дел кога работат, функционираат, заради тоа што стрината не е добра, и тогаш е доброто што ендотелните кератопластики што ги воведавме се наменети за тие пациенти, каде што ние не ја менуваме целата дебелина на корнеата, него го менуваме само функционалниот дел на корнеата, се вика ендотел, кој што е внатре во окото, кој што е всушност одговорен да ја зачува бистрината на окото. Заради тоа што ако тоа не функционира, окото станува матно. Тоест корнеата станува бела. И кога ќе го смениме тој оштетен дел од ткивото наречен ендотел, корнеата почнува повторно да се бистри и пациентот почнува да има нормален вид, нормално да функционира во секојдневието.
Така. Јас да ги повикам и нашите гледачи дека може да се јават во живо и да постават прашање до нашиот денешен гостин. Доктор Дума, знаеме дека бројни фактори нели влијаат да имаме намален вид, да се намалува видот. Меѓутоа, кога зборуваме за трансплантација на рожница, кој и како се одлучува кој е кандидат за трансплантација? Да ви кажав, има во основа се 3 нивоа. Имаме хитни, релативно хитни и апсолутно нехитни. Третите што ги кажав што имаат всушност само пореметување во острината на видот, тие не спаѓаат во хитни, тие спаѓаат во елективни. Но и тие општеството мора да се грижиме заради тоа што се тоа претежно луѓе што се во работен дел од денот и тие се општествено одговорни и вршат своји општествени одговорности каде што општеството има потреба од тие луѓе. Хитноста, највисокото ниво на хитност е тектонската, тоест кај очите кои што се перфорирани заради тоа што се живото загрозувачки, тоест ампутериални, каде што може да дојде до ампутација на органот. Тие се најхитни. Втората хитноча, осим губењето на видот, тоест органот, е болката. Имаме пациенти каде што имаат булозни кератопатии се викаат, каде што најчесто настануваат тие булозни кератопатии после операција на катаракта, ке се прави операција на перде заради XXXX причини. Какви се тие болки, ја спомнете, какви болки чувствуваат тие пациенти? Болките се пациенти да ги опишуваат како не релативно јаки, него јаки. И болката во око е една од полошите болки. И животот со болка е прилично неубав. Подобро да не гледам, него да ме боли. Тие се пациенти кои што ние меѓувреме ги менаџираме за да ги намалиме болките, но тие се втората група каде што ние гледаме да ги зоперираме за да ја елиминираме болката. После тоа веќе се градираат индикациите спрема дадените номенклатури за индикации, кои што се меѓународно поставени. Така. Пред да продолжиме, доктор Дума, веќе имаме гледачи на линија. Повелете, во програма сте? Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до вас и до докторот и Ви до благодарим. телевизијата. Сакам да кажам дека јас сум правена операција од катаракта на очите, меѓутоа пак не гледам и ми е утврдено дека имам макуларна дегенерација. И сега сакам да го прашам докторот дали тоа е во негов домен на лекување или што треба понатаму да правам. Така, јас ви благодарам многу за јавувањето. Ние кои што работиме во терцијалното здравство сме поделени на своји суспецијалности. Јас ја работам специјалноста предниот дел на окото, значи го работам делот од окото кој што вие може да го видите. Патологијата што има слушателката што се јави се работи за задниот дел на окото и тоа го работат колегите од кабинетот за заден сегмент. Тоа е многу честа патологија што се јавува слушателката. На нашата клиника се работи рутински, редовно. Екипата што работи перфектно и може тоа да значи дека може да и се, затоа што спомена дека иако правела операција за катаракта, повторно не гледа, дали може да се подобри видот со дополнителна... Проблемот во окото не мора секогаш да биде само на едно место. Може да има макулопатија заедно со катаракта. Но катарактата не правела проблем за да се види макулопатијата. Сега откога се извади катарактата, колегите може да видат што се случува позади во окото и да продолжат колегите задниот сегмент да го третираат задниот дел. Јас сум за катарактата, ги вадам. Значи во секој случај се надевам дека нашата гледачка го слушна до одговорот, треба да се екипата е перфектна, ќе се заврши работата. Така, имаме гледач, повелете, во програма сте. Дали имаме гледач? Да. Повелете, во програма сте. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Се најубаво и на вас и на докторот. Ви благодариме. Да прашам, во четврток, сега, на 7 правив операција од катаракта. И мислам ставам редовно капки сега како што ми е препорачено само на докторот. Меѓутоа после 5 дена ми се случува кога ќе ставам капка ми се јавуваат црни дамки како го вртам окото, лево, десно, напред, назад, црни дамки ми се појавуваат. А треба да идам на контрола во петок кај докторка Бојана, таа ми е матичен доктор.
Така. Да. Еве. Па ме интересира дали тоа е нешто што ќе треба да се преземе претходно да отидам кај докторката или да си чекате чекам до на контрола. контрола. Така. Црните точки кои што ги гледа слушателката се викаат опацитети во корпус витриум и се како црни точки. Има опција да се како облаци, како запирки, како цели завеси. Во ситуацијата кога се гледаат како црни точки, се промени во стаклистиот дел на окото, бидејќи окото внатре е исполнет со еден гел кој што е апсолутно прозирен. Како што ние старееме, а всушност стаклистиот дел почнува да старее после там 8-9 година од животот, почнува да старее и релативно да ја губи водата. Терминот дека старее чуден, но тоа е фактичката состојба бидејќи ја губи водата, почнува да се зголемува процентот на сува материја и се зголемуваат тие опацитети во корпус витриум. Сите ние, нема човек кој што ги нема тие точки во стаклистиот дел или флоутерси, кој што ќе мрдниш нарочито на јака светлина ги гледаш. Во ситуација кога пациентите имале катаракта, перде, и извесен период, подолг или колку да е период, тоа око седела во релативно темница. Кога ќе се отвори пердето, ќе се стави вештачката леќа, влегува голема количина на светлина во окото и вие почнувате да ги приметувате тие флоутерси, тој се опацитети во корпус витриум, и ги гледате многу повеќе заради тоа што окото било во темница. После известно време, окото, тоест мозокот, веќе се адаптира на таа слика и прекинува да ги прецепира. Но, во известни ситуации, кога бројката нивна се зголемува, има соодветна терапија, се дава соодветната терапија и тие флоутерси почнуваат да се стабилизираат или намалуваат. Но, во известна ситуација, кога тоа продолжи да се зголемува многу, треба да се види што понатаму, како или во екстремните ситуации се прави една операција, се вика Дилемата и беше витректомија. на нашата гледачка дали да чека до контролата за петок. Не, без мислам. проблем, да. Да, без проблем, така. Дали имаме гледач? Да. Повелете, во програма сте. Да. Повелете, ве Добар слушаме. ден. Поздрав до доктор Дума, поздрав до емисијата. Браво. И ви благодариме. Се јавува пациент од Прилеп кај доктор Дума. Мислам се сеќава доктор на окото 2014 во јануари бев пак повреден на десното око. Сега чекам за трансплантацијава за рожницата за Дали бевте да ве ставиме на список? Да, бев докторе уште во јануари. Се надевам- Успари копија гостите Так. од Америка, исто бев, ама се одложи моето за наредново. Индикациите се поставуваат, следната група мислам дека ќе биде во октомври, мислам. Ќе Во видиме, октомври. точно не знаеме. И мислам дека многу брзо најголем дел од операциите кои што ни беа нагомилани ќе ги направиме и после тоа ќе ни остани само рутински да ги работиме тие што ќе доаѓаат успат. Да. Еве ова ни беше значи пациент кој што е на листата за чекање за следните трансплантации. Ќе ве повикаат службено и се надевам дека ќе направиме успешна операција да бидеме сите среќни. Така. Доктор Дума, во каква состојба треба да биде нели рожницата за вие како очен хирург да кажете трансплантацијата е единствено решение? Во нормална ситуација корнеата, тоест рожницата, треба да биде апсолутно прозирна, да нема никакви заматувања. Но секое ткиво си има своји нормални процеси на оздравување, заздравување, заболување, дегенерација, дистрофи, каде што дел од заматувањето ние можеме да ги средиме со капки, тоа е со лекови, дел од заболувањето не може да ги средиме. Кога ќе дојде до ситуација кога тие заматувања почнуваат да влијат врз видот, заради X причини, ставаме на кантар. Дали заболувањата може да функционира или мораме да одиме трансплантација, делумна, лечење, хирургија, што било. Заради тоа што статистички ти вика, од се може да избегаш, но статистика не. Тоа значи дека процентуално трансплантацијата, процентот на успешност е толку и толку. Дали ќе бидете вие во групата на успешните или неуспешните, тоа никој не знае. Но статистички се знае колкав е процентот на успех. Кога ќе удриме пресметката, одлучуваме дали се исплати да ја правиме трансплантацијата или пациентот е подобро да живее со 80% вид, кој што се функционира безпрекорно, или не. Среќата е
што сега ги имаме неперфоративните кератопластики што ви спомнав, каде што шансата за настанување на компликации е многу мала. Така. Еве да се надоврзам на нашиот последен гледач кој што веќе е нели на листата за чекање, затоа што како што го слушнав имал повреда на окото 2014. Колку може, затоа што ние секој ден не се прават трансплантации, а колку може да бидат на таа листа за чекање, како се одржува нивната кондиција, нивната состојба за кога ќе стигнат нели на ред да се заврши и самата трансплантација. Бидејќи знаеме дека за другите трансплантации, еве и за срце и за црн дроб, сепак постојат нели колку можат да бидат на таа листа, колку може да чекаат. Предноста во офталмологијата е што ние оперираме здрави луѓе. Секој пациент кој што да е во најлошата состојба здравствена на окото, не е во живото загрозувачка. Окото е парен орган и човек функционира идеално беспрекорно со едно око. Сите овие пациенти кои што си во најодминатата фаза на болеста се реално функционални луѓе, осим луѓето кои што се со две очи оштетени. Тие можат да седат на листата на чекање се додека окото не перфорира, кој што ги реков првата група најрадикалната. Итните, да. И треба окото да се изгуби, но и во тие ситуации ние имаме и други решенија, освен кератопластиката, каде што сега меѓувреме сите овие години сме ги решавале. Хитноста не е како кај трансплантацијата на другите органи. Да. Бидејќи не е живото загрозувачка. Ние викаме дека ова имаме топла и ладна хирургија. Ова е ладна хирургија, каде што имаме простор за чекање. Имаме простор како да направиме. Но има една група кај млади луѓе кои што се акутни кератоконуси. Тука, ако се препознае на време, немаме многу време, треба да го решиме следните 6 месеци, година дена. Али повторно разговараме за прозорец од 6 месеци до година дена, не разговараме за неколку дена. Така, да, за разлика, тоа го имате и претходно споменато, не се толку еве живото загрозувачки како што се другите што чекаат. Нашата работа е многу потолерантна и похумана за страна на времето. Така. Пред да продолжиме, доктор Дума, имаме гледачи, повелете во програма сте. Ало? Да, повелете, ве слушаме. Слушај се, требаше да ме повикаат да ми стават инекции во окото, пошто сам оперирана од катаракт. Добро. А не ме повикаат, ја 3 месеца минат. Дали има инекции да ми стават во окото или нема инекции? Сакам да ми известите. А од каде се јавувате? Од Скопје? Ја се јавувам од Делчево, Сребра, ако треба да името, Сребра Јанец. За какви инекции? За анти-ВГФ инекции позади во окото што ве боцкаат? За какви инекции зборите? За какви инекции? Па не знам јас, това е доктор ще рече окото треба да ми се стават инекции, а јас имам проблеми во окото. Добро, јасно ми. Тоа се повторно заден дел на окото, каде што се анти-ВГФ терапијата, рутински се работи на нашата клиника, има протоколи каде што пациентите се повикуваат по листите, си има протокол кој кога треба да биде повикан и тоа е одделот. Другиот, кај што јас не сум во тој оддел и си оди по службен пат, пациентите се викаат по службен пат. Значи тоа што чека е како што вели 3 месеци не најверојатно значи не е во таму си има термини, се знае по календар ги викаат, кој кога му доаѓа терминот. Си има, се знае, после месец, после 3, се знае спрем индикацијата колку пати е фреквенцијата на боцкање. Така. Еве јас се надевам. Да, еве се надеваме дека го слушна одговорот нашата гледачка, доколку и понатаму чека, тогаш секако ќе може да се обрати на својот доктор за може да случи да е заборавено. Имаме гледач, повелете во програма сте. Повелете, ве слушаме. Да, кога ќе имаме гледач ќе ни сигнализираат. Доктор Дума, кога ќе се направи трансплантација на рожница, таа трансплантирана рожница, дали трае цел живот? По книгите се води дека таа трансплантација ако успешна би требало 20-30 години да успее. Сме виделе пациенти кај што се отфрла трансплантат од втората недела.
сме виделе пациенти кои што се отфрла втората година. Но сум видел пациенти кои што се оперирани уште од времето на професор Лудвиг на оваа клиника тука 52 година. Последниот пациент кој што е опериран бил дете од професор Лудвиг, го видов пред 8 години, тоа значи 60 години, така отприлика. Так. 60 нешто години, трансплантатот уште стои, е опериран во Македонија од професор Лудвиг и трансплантатот уште стои. Значи уште пред 60 години сме имале трансплантација на рожница. Да. И нашата клиника имала голема традиција на трансплантација. За жал се случило тоа што се случило пред 28-9 години, уште пред јас да сум на таа клиника, и е престанат процесот заради тоа што немало како да се дојде до ткиво. Сега веќе има начини како се дојде до ткиво. Благодарност до екипата што застана цврсто да ги донеси ткивата во Македонија. И сега мислам дека веќе ќе се установи патот како да се дојде до ткивото и рутински ќе се работи. Така. Пред да продолжиме, еве од режија ни сигнализира дека имаме гледачи, повелете во програма сте. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до вас, до докторот. Ви благодариме, повелете. Сакам да прашам, јас бев пациент на докторот во 2013 година со повреда и кога отидов тој беше дежурен. Го крпеше окото и сега после тоа требаше да се очисти тоа, да се прави операција и да ми се јават, ама пробав 2-3 години, на 2 пати ми закажуваа, мисля не ми закажуваат, ми се јават и се откажав. И дали тоа може сега да се отстрани? Оние викат таму, не знам, травматска катаракта или како. Тоа ви било во 2013, така? Да, во 2013. Пред 13 години, доктор Дума. Мене лично ми е специјалност повреди, траума. Најголем дел од повредите ги работам ја на одделот и екипата што работиме. Пациентот не се сеќавам, слободно нека дојде да видиме што е како е. Следниот вторник сум во амбуланта, бојрум во амбуланта, ќе видиме што е. Ако е да е травматската катаракта, само ако е до тоа ќе го средиме без никаков проблем, но треба да видиме дали има и други пропратни работи. Заради тоа што ние сме доволно едуцирани и искусни, за да можеме да процениме дали со таа операција нешто би добиле или не би добиле. Ние имаме една анекдота што ја кажуваме помеѓу офталмолозите и многу често се смееме на таа анекдота на наша сметка. Кога ќе кажеме, ќе дојде пациентот вика: докторе, ај што не гледав пред операција, ама сега после операција пак не гледам, ама ме глочка. Значи, треба да си доволно искусен за да може да направиш проценка дали со таа операција ние би добиле нешто или не би добиле. Да. Заради тоа што да се прави операција по секоја цена е спротивно на правилата на медицината. Ние сепак сме доволно едуцирани за да можеме да направиме проценка. Да, еве, пациентот. Што би добиле и дали би добиле. Гледачот Заради тоа што ако вие направите операција, каде што проценката ваша нема да добиете добар вид, може да биде тригер фактор каде што може да предизвикаме болка. Па после тоа пациентот да има болка, па да влеземе во друг зачаран круг каде што ќе треба да се бориме со болката. И заради тоа кантарот е многу важен и треба да го донеси доктор кој што има доволно искуство. Да, меѓутоа еве го повикавте нашиот гледач да се направи проценка и да се види. Јас не се сеќавам, али што и да е, ќе направиме. За среќа доаѓа екипа од надвор која што дел од нив, едниот му пружам рука, е поискусен од мене. Така. Така, имаме гледач, повелете во програма сте. Повелете, ве слушаме. Докторот. Ви благодариме, повелете. Јас имам проблем со десното око, преден дел. Меѓу окото и носот, не знам тоа како е да се изразам, како топче ми излегува и ми расне, ми пореснува поголемо и ме тежина имам во него. Тоа треба да се оперира и не знам што. Како, ја имам и запушени канали ми се мене. Така. Па да го прашам докторот дали можам до него да дојдам
Сакам да ме види он да... Може најслободно, лице, како најслободно нај- дојдите, побарете ме и ќе ви кажам што може да направиме, како може да направиме и дали може да се реши. Тоа е хроничен процес кој што е прилично досаден и е операција која што успешноста не е баш со највисок степен на успешност. За разлика од трансплантациите, тука степенот на успешност е малце помал. Рецидивот е многу повисок. Меѓутоа, како што споменавте, тоа треба прво да се направи проценка, како што кажавте, дали проценка. вреди или не може. Има различни начини на решавање. Дали треба да сондираме, дали треба да го извадиме созното кесе, дали треба да направиме даклеоцистериностомија кога се отвара еден отвор низ носот, каде што правиме вештачки канал, солзите да одат. Али треба да се процени што е. Може да се случи само со сондирање да го решиме проблемот. Така, така. Имаме гледач, повелете во програма сте? Ало. Да, повелете, ве слушаме. Добро утро. Поздрав до докторот, поздрав до Поздрав. гледачите. Ви благодариме, повелете. Повелете, ве слушаме. До доктор Дума, јас доктор Дума го знам уште 12-та година, 1912-та, бев таму, тогаш беше докторот млад. И бев на операција кај докторка Голубовиќ за аблација на ретина. Добро. И што да кажам, останав без око. 2 пати ме оперира и прва операција и втора операција и останав без вид. И не знам, иако го разбрав докторот за рожница дека и знам тогаш имаше една од Русија беше дојдена, таму му има направено операција на рожница и беше задоволна што би ме упатил. Јас би бидејќи видео скрос ми е земен дали да покушам нешто друго или ќе останам така. И на двете очи, така? Не, на десното, на едно око. На едното око, да, не ве слушнавме на почеток. Колку што можам да сватам од ситуацијата, кај пациентот, бидејќи колешката што работеше витроретинална хирургија, значи она го работеше тој стаклистој дел што ви кажав, што се тие опацитетите. Тој дел е од окото изваден, 99%. Дали било аблација и дали било хемофталмус, не можам да знам, но после неколку неуспешни направени витроретинални операции и окото кога ќе прекине да гледа, веќе разговараме за една ситуација кога проблемот во видот не е во корнеата, него е во сензорниот дел на окото кој што се наоѓа позади. Кератопластиката не е решение за пациентите кои што имаат проблем во неуросензорниот дел на окото, тоест ретината, бидејќи се работи за сосема друг дел од окото. За жал, најчесто ваквите пациенти кои што ќе имаат неколку пати неуспешна витроретинална хирургија завршуваат со фтизирање на окото, тоест окото почнува се намалува, за жал. Така, да. Значи, сепак, кажавме, трансплантација на рожница си има во кои случаи може да се прави процеси и протоколи. Така. Да вклучиме уште еден гледач, повелете во програма сте. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Повелете, ве слушаме. Ме слушате? Да, во програма сте, повелете. Докторот. Повелете. Оперисана сум од аблација пред 20 години, добро гледав све, а сега имам катаракта, дали смеам тоа исто око да го оперисам од катаракта? Така, јас ви благодарам многу за јавувањето. Еве, доктор Дума. Операцијата на катаракта може да се направи кај секој пациент, може и да се направи исто и кај пациент кој што е направена аблација, но изборот на пациент, на доктор кој што треба да ја прави операцијата е да биде малце поискусен доктор, за да може да се справува со ново настаната состојба на окото, бидејќи сепак разговараме за око кој што веќе било отворено, веќе работено, дали има стаклес дел од окото, дали нема, треба да го работи малце поискусен доктор за да може да изменаџира ситуацијата што подобро. Така. Еве, јас се надевам дека нашата гледачка го слушна одговорот и ќе се обрати секако на клиника. Кога споменавте искусен доктор, претпоставам дека и трансплантација на рожница не прави секој офталмолог кој што е на клиниката за очни болести.
колку се стручни и едуцирани лицата кои што го прават сето тоа и дали се веќе ги поминали сите оние нели обуки кои што се неопходни за овој процес? За да дојдете до ситуација да можете да направите трансплантација на рожница, не е само теоретското знаење. Теоретското знаење е убаво и може да се совлада Многу поважна е праксата. Многу. Трансплантацијата како техника е проблемот што сите разговараме работиме роботика, збориме многу нови работи и кератопластиката е работа што многу што е време ќе може да ја направи само човечка рака. Заради тоа што наскоро мислам дека нема да може робот да направи до толку мануелно захтевни простори, заради тоа што ние разговараме за круг, каде што треба да сутурирате во круг во 360 степени, треба да сутурирате голем број на конци кои што треба да бидат идеално поставени, идеално сошиени, идеално сработено и сето тоа треба да го направите на жив човек кој што мрда. Техниката за да стигнете до таму треба многу шиење за да може вашата рака да може да го направи тој круг. Така, но секој случај значи праксата и искуството се многу важни. Доктор Дума, како да не стигнеме до трансплантација на рожница? Среќа. Првен. Второ, во земјата лидер за трансплантација во светот се Соединетите Американски држави. Кога бевме на една едукација, го прашав менторот му, викам, зошто бројките на кератопластики кои што ги гледаме статистиката, бидејќи они се земја што статистиката за нив е кралица. Така. Бројките на трансплантации паѓат, а бројот на хирурзи се зголемува и бројот на ткива за трансплантација се зголемува. Но кај нив бројката на трансплантации се намалува. Се помалку трансплантации. Вика, колега, Америка напокон научи да оперира катаракта. Првиот причинител за број на оштетени корнеи е некаква си компликација за време на катаракта, недоволно едуциран хирург, кој што нема да речам прави грешки, него употребува енергија повеќе него што треба. Бирете каде ќе се оперирате. Внимателно бирете си го хирургот каде ќе се оперирате, не гледате многу TikTok, Instagram, него гледате кој што работи. Гледате да не се повредите. На Запад има правила и заштита како треба пациентите да бидат заштитени. За жал, ние сме земја која што имаме многу повредени очи на работно место. Мене лично тоа ми е специјалноста и кога ќе ми ги кажам бројките што ги работам споредба со населението, ни се фаќат за глава. Комисиите и инспекциите за заштита при работно место, мислам дека треба да направат повеќе контрола дали работници да носат заштитни очи, бидејќи разговараме за заштитна опрема која што не поиќе од 300 денари, 500 денари. А таа повреда понатаму доведува до оштетување на рожницата, каде што главната причина е повреда во Македонија. За среќа во Македонија хирурзите кои што работат катаракта се релативно добри. Најголемиот дел од хирурзите си работат добро работата. Но бројот на повредени не е многу голем. И начинот на незаштитување на своето работно место е голем. Пример. Чисто интересно биде за публиката. Најголемиот број пик на повреди на предниот сегмент го имавме на почетокот на ковидот. Зошто? Луѓето седеа дома, нема што да прат и поправаа. Ај ќе го сменам ова, ќе го поправам ова, ќе избушам ова, ќе направам оградата, ќе направам без да ги заштитат очите. Да. И всушност многу ме интересираше зошто се зголемува бројката. И пациентите кои ќе ги прашаат, ќе рече, па сакав, немав дома што да правам, цел ден бев дома, сакав да ја направам оградата, сакав да направам ова, сакав да направам тоа и всушност се повредува, али тоа беше еден пик кој што
да не се Меѓутоа повтори. сериозен аларм дека не сме ништо да се работи, барем такви работи без да се заштитат Ја очите. на луѓето им викам, никој не вика жими бубрегот, сите викат зими очите. И штитите ги очите заради тоа што многу тешко се поправат, а многу лесно се повредуваат. Ништо страшно, земете си ночери заштитни 300 денари се не е срамота со заштитни ночери. Мислам, на крај крајви јас морам нешто да работам, ама подобре да останам со помалку работа. А инфекциите, доктор Дума, колку инфекции на очите може да бидат понатаму или ризик за оштетување на рожницата и да се стигне до трансплантација? Инфекциите во основа не би требало да бидат причина, ако не одат во ситуација каде што се неизлекувани. Проблемот настанува обратно. Кога пациентите се прелечени. Што значи прелечени? Тоа значи кога се предозирани со лекови. Да земите еден прст да капите година дена капки, цел ден прстот ќе ви скапи. Ние имаме пациенти кои што ни доаѓаат по година, година и пол, без прекин им се капи капки. Тие се пациентите кои што доаѓаат до префорирани корни, тоа што ви кажав, каде окото веќе префорира, прави, заради тоа што окото не може више, не А само зошто со болест. некој би ставал цела година без прекин капки во очи? Заради тоа што некој му рекол така. Ајде сега да речеме дека тоа може би комшијата или социјалните мрежи, меѓутоа дали може лекар како лекар, офталмолог да каже една година да ставате капки во очи? И имаме и такви ситуации. Значи треба да се внимава и каде се оди на лекар и каде се бира хирург за да се прави операција. Многу внимателно. И сега се доаѓаме до она што е суштината и што секогаш вие нели го кажувате како лекари, колку се важни редовните офталмолошки прегледи. Најважни се. Една од работите што се боревме беше да се воведи обавезниот преглед за деца пред да се запишат у школа. Да, првачињата тоа сега веќе го имаме. И правев притисоци сегде што ќе стигнев, заради тоа што детето кога ќе ви се роди, одите 6 пати и ќе му ги проверите буковите, 15 пати забите, но не одите да му ги проверите очите. Они викаат дека врска на родителите да си ги проверат децата, јас викам не. Јас работам во државна институција, имам обврска да се борам за општеството. Имам некаква општествена одговорност додека работиме во државна. Ние како држава требаше да се воведи правило дека детето треба да се прегледа, бидејќи сите родители не се исти. Има некои родители многу се грижат, има некои родители малку се грижат. Но ние имаме обврска да се грижиме за сите. Кога се воведе правилото дека детето не може да го запишете пред да оди на преглед, јас мислам дека се открија многу деца на време. Ако се продолжи со ова темпо, дека децата мора да се прегледат пред да се запишат, јас лично мислам дека бројот на деца кои што имаат проблеми, дали искривени очи, дали амлиопи, ќе се намали за многу заради тоа што ќе се откриат на време. Истото важи и за патологијата која што работиме ние. Ако ние на време не откриеме и дојдете на соодветниот доктор, работата може да се среди. Ко ние, јас не работам за еден сегмент, јас работам преден. Ние имаме колеги кои што работат све. Јас стварно ми е многу кеф дека имаме пациенти, колеги кои што се со толкав капацитет за да можат све да научат. Ние на клиника работиме, секој се работи својата специјалност и работиме до своето. Така. И затоа е важно навремено да дојдат да го откриеме. Ако го откриеме, нема проблем. Така. Интересен ни беше разговорот, доктор Дума, меѓутоа времето на денешната емисија ни помина. Во секој случај, јас ви благодарам што бевте мој денешен гостин, што мислам дека дадовме доста корисни совети како да не стигнеме до трансплантација, како да си ги зачуваме очите, видот, колку се важни редовните офталмолошки прегледи, меѓутоа и доколку се стигне до трансплантација, дека имаме искусствен тим, има решение кој што сето тоа може да го направи и да се секако и намали листата на чекање која што е на која што нели имаме пациенти кои што чекаат трансплантација. Во следна прилика повторно ќе разговараме се со цел нели да ја зголемиме свесноста колку се важни офталмолошките прегледи. Фала ви на поканата и се надевам дека бев нешто корисен барем. Така. Почитувани гледачи, овде е крајот на денешното издание на Добриот доктор. Утре со вас е колегата Александар Динев. Имајте убав ден, чувајте го вашето здравје и гледајте Сител. Довидување.